Благодарност на Аллах Джелле Джелалуху, како што доликува на Аллах Субханаху ва Таала, на овој благодатот на мубарек месец Рамазан и Шериф, благодатот на Исламот, кој е незаменлив благодатот на Куранот, кој е неприкосновен извор на знаење, енергија, сила и моќ, благодатот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем, најдобриот пример на човек, најдобриот урнек на ибадет спрема Аллах азза ва джелле, најдобриот државник во водење на држава, најдобриот сопруг во однесување кон својата сопруга, најмилостливиот човек кој имал милост и кон довици, и кон јетими, и кон деца, и кон старци. Благодарност на Аллах азза ва джелле, кој ни овозможи веќе да ја поминуваме првата третина од месец Рамазан и Шериф. Вечерва со изин од Аллах е 10-та таравија. Овој Рамазан и Шериф има 29 дена. Аллах Джелле Джелалуху, за да ни покаже, докаже, укаже дека животов многу брзо тече и Рамазанов многу брзо ќе замине. Аллах во ајетот кој зборува за пост вели: О верници, ви се пропишува пост како што бил пропишан на оние пред вас, за да бидете богобојазливи. И потоа вели: ејаме мадуда, броени денови, тоест денови кои многу брзо ќе поминат, денови кои човек само што ќе помисли дека почнал Рамазан, а тој веќе завршил. Овдека Аллах Джелле Джелалуху сака да ни стави до знаење: о луѓе, времето е како мраз, мраз кој е на сонце, кој постојано се топи, кој не може никој да го сопре. Бидејќи кога ќе застане време, тогаш настапува кијамет. А вие поблиску сте до ахирет отколку до дуња. Ќе ги зажалите и ќе копнеете по овие драгоцени, скапоцени времиња, денови, ноќи, ако не ги искористите во хајр и во нешто е добро. Кажува еден шејх од Џидде, од Судиска Арабија, кој ушел шеријатска рукија, лекување со Куран и Суннет. Вика, ми се јавија синови на еден татко, чив татко е болен на смртна постела. Дојди на таа улица, татко ни му останале уште неколку денови, црниот дроб, внатрешни органи, ама немој да му спомнуваш за болеста, ние му рекоме дека само мало воспаление на стомак. Да му изучиш Куран, од искуство, од знаење, човек кој е на смртна постела, ако му се изучи Куран, Аллах азза ва џелле ќе му олесни душата полесно да им напушти телото. И вика овој шејх, одам, вика, од таа куќа, на таа улица, се гледа уште на влезот скапоцена порта, двор, украсен, скали, мермери, луксус, дуња. Ми ја покажуваат собата каде што лежи нивниот татко. Влегувам во собата, спална неопислива, со какви мерџани, со какви украси, со какви накити. Седнувам на глава до човекот и тој им вели на синовите: вие надвор. Вие надвор. Затворете врата. И останав со тој човек, ме препозна дека сум шејх, дека сум оџа.
Реков, дојдов да ти поучам малце Куран. Аллах рекол, Куран е лек, па да ти олесне на душа. Че, синко, слушай вамо. Моите денови се броени. Чувствувам дека ја напуштам оваа дуња. И рече, почна да плаче, солзи да му течат како чешма. Реков, прај сабур, Аллах е милостив, еве гледам имаш деца, имаш имот, иншаллах, ако преселиш на ахирет, твоите синови со толку имот, капитал, ќе ти направат некоја џамија, ќе ти направат некој бунар, ќе поделат некоја садака, ќе направат некој добро дело за твоја душа, верникот не губи, ќе молчи. Кој оние, купуцине? Ај. Зошто ти реков, ти е надвор? Не знам, реков јас, зошто? Тие ќе направат нешто за мене. А не знам што е работа. Рече, јас ношти. А човек, замислете, човек 50 години на смртна постела. Вели, се кајам. Мислев до 60 години ќе одам со бизнисов, со пари, ќе печалам, ќе ги наместам работите, па ако ќе напалам 60 години, тоа ќе почнам да читам Куран, да правам добри дела, да одам на хадж, да правам и така натаму. Ама е 50 години, чувствам, го напуштам овој дуњалог. А тие деца, сношти, ме чуваа. Значи, ако се болени, сите сват такова него. Додека е жив, не го погледнуваат. И дека седам, легнат, и вика, дури почнувам во еден момент да арчам, како знак дека спијам, да ги убедам дека спијам. И вика, кога тие ме погледнаа, дека јас арчам, а јас вика се преправам, не баре спијам, и тие почнуваат меѓу себе синовите муавет. Муавет. Мене ќе ми припадне бензинската. Не, тоа мене. Другиот вели, јас сум најголемиот, јас го гледав. Јас ќе сам таа зграда со 10 станови. Рече, никој не го интересира за мојата мака и за болест, туку чекаат побрзом кога ќе умрам, кој што ќе земе. А најпоќе речем дојде карање, кавга, кревање глас, за една бензинска, на една убава локација, многу прометна, вреди многу пари, за таа тука се направи партал. А рече, се слушам, а ти мисли дека спијам. Реков, субханаллах, ја мислев 60 години, ја мислев да им оставам на деца. Тие, ја уште не умрем, тие се караат, се тепаат, се расправаат, кој што ќе земе. Будала, колко празна, викат албанци. Колко шпрас, главо празна, бе. Ти се будалиш, не адеш, не пиеш да им оставиш новие деца, тие чекаш што побрзо те закопаат. Што побрзо викнеле ожа да ми испие да ме однесат во гробишта, кој што ќе подели. Тешко мене. Ова, тешко мене, се плашам да не ги погоди многу од нас. Тешко нас. Видиш, ние, со нашиот правиме бајрам. И ако ќе направам 60, 65, 70 години, кој ќе дам пензија, кој чоиш пензија, бе? Свет те боли, бе, кој си пензионер, бе. Имаш нешто лесет, си направил куќа, деца ти са горе, ти сам си, немаш ручек вечера со кој да јадеш. Немаш тропот во куќа. Оđа ми тропа горе, па ќе тропа празна куќа, што ќе тропат? Джинови ќе тропат, неудубилла. Човек мора да мисли, мора да планира не само за младост, да планираш и староста како ќе ја дочекаш. Децата како ќе те пречекаат, како ќе ти ги одгоиш и воспиташ и едуцираш. И човекот решил, плашеше со солзи, дробни солзи, како бил занесен, како што вели Аллах во Куран. Ја ејуха амену, суре Мунафикун, ла тулхикум амвалукум вала ауладукум ан зикриллах, ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Вели Аллах Азза ва Джелле, мој курански ајет, 10-11 ајет, о верници, немој да дозволите децата ваши и имотот ваш да ве занесе од спомнување на Аллах, од ибадет на Аллах, од покорност на Аллах. ومن يفعل ذلك, а кој ќе дозволи имотот, парите, децата, да те спречи
од ибадет на Аллах, фаулаика хумул хасирун. Тие се навистина од оние поразените, од оние пропалицини кои ќе жалат и ќе се кајат. Рамазан е броени денови. Замисли банка секој ден ти вели имаш депозит 86.400 евра. Меѓутоа, овие ги имаш денеска. После 24 часа тие банката ги повлекува. Мораш да ги искористиш овие 86.400 евра. Секој ден. Меѓутоа има на ум дека банката има право во секое време тие пари да ти прекине. Како би ги користил ти тие пари? А знаеш дека утре дента више тие пари пропаѓаат, банката ги повлекува, ти дава нови. А банката плюс има право тој депозит во секое време да го стопере. Тие 86.400 евра се 86.400 секунди од твоето деноночие. Што е деноночие? Од твоите 24 часа ден и ноќ. Ми ги имаме на располагање секој ден 86.400 секунди. Во секое време Аллах може да не сгасне. Во секое време Аллах може да не земе душа. Кој искористил, кој не, ќе зажали. Ако сакаш што значи време да знаеш и колку е тоа вредно, а времето е најскапоцено, и луѓето не се свесни дека со некој да му земаш време пола сат, ти му земаш од живот, од нешто најскапоцено. А животот е најскапоцен нешто. Парите не се најскапоцено. Ако имаш време, можеш да стекнеш пари. Ама ако немаш време и парите што ги имаш дома, не се вредни. Зошто? Немаш време кој да ги троши. Сакаш да знаеш што е година. Колку е вредна една година, 365 дена. Прашај ученик кој студира на факултет, кој за еден предмет кој паднал, изгубил услов доди во друга година. Па мора сега, ако е факултетот 4 години, уште една година доди плюс. Една година за еден испит. Сакаш да знаеш што е еден месец. Прашај онаа мајка која се породила еден месец пред време, што значи еден месец за неја да го роди бебе пред време? Еден месец. Да ја седи во инкубатор и така натаму. Сакаш да знаеш што е една седмица? Прашај го уредникот на списание седмично кој редува како треба да припреми материјал и за една недела да спреми материјал, теми за едно седмично списание. Сакаш да знаеш што значи еден час? Прашај ги оние кои се влюбени, еден час кога треба да се сретнат колку им е голем. Сакаш да знаеш една минута колку значи? Прашај ги оние луѓе кои изгубиле воз и авион кој им побегнал за една минута закасниле. Секунда, прашај го оној човек кој за секунда спасил влакно од живот во некоја тешка сообраќајна несреќа. За секунда се спасил. А прашај го оној кој добил сребрен медал, кој бил на маратон, за една десетинка не добил златен медал. Времето е скапоцено и не се враќа. Искористи го. Рамазанот е скапоцен. Не знаме дали ќе дочекаме. Искористи го. Аллах ти вели ејаме ма'дудат. Броени денови. Броени денови. Иса алейхиссалам вели дуња селасету ејам. Дуња лука 3 дена. Вчера помина готово, не можеш да го вратиш. Утре неизвестно, немаш гаранција дали ќе го дочекаш. И моментот во кој си ти сега, искористи го. Искористи го бидејќи ќе дојде ден, вели Аллах: "Ва анфику мимма разакнакум min qabli an yati ahadakumul maut", вели Аллах азза ва джелле, и вика поделете од она што ви дадов пред да дојде денот. Пред да му дојде смртта на некој од вас, па ќе рече: "Рабби лаула ахартани", Господару мој, дај ми малку време да делам, "Ва акум минас садикин", и да бидам од оние минас салихин, од оние кои ќе прават добри дела. "Вален юахир Аллах", а никому Аллах нема да му даде ниту минута, ниту секунда време од она што му го одредил еџелот кој треба да умре. Зато вели Аллах азза ва джелле во последен ајет од сура Назиат:
Јаума јараунеха кееннехум лем јелбесу илла ашијетен ау духаха, вели Аллах. И кога луѓето на судниот ден ќе го видат ахиретот и ќе се сетат на дуња, кееннехум јаума јараунеха лем јелбесу илла ашијетен ау духа, ќе помислат дека на дуња биле само едно утро или една вечер. Односно, ашије значи приквечерина, значи кога се темни, она пред акшам, додека се стемни. Кога човек ќе биде на ахирет, овој живот од 60, 70, 80 години ќе ти се причини како да било едно утро, саба или зора, или како на приквечер кога заоѓа сонце. Затоа нема повредно од животот кој ти го дал, а тој Аллах ти го дал, да му го посветиш на Аллах и доставиш траги, кога ќе умреш, по твојата смрт да сведочат трагите, да сведочат делата, да сведочат твоите аирлија деца, дека си бил хаирли инсан. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.